Добродојавте во шоутен специјалот посветен на ултрапопуларната и сензационална Констракта. Име за кое во моментов секој зборува од 7 до 77 години. Токму за нашата телевизија Джингл ТВ во прво македонско ексклузивно интервју разговараше токму Ана Ѓурич Констракта. А пред да започнеме, рефрен од Инкорпоре Сано во малку поинакво издание. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Mora. Pensi firme Incorpore Sano, animus tristis Incorpore Sano, nestis ferita Incorpore Sano, rasconferita Incorpore Sano. Šta ćemo sad? И како што веќе најавивме, српската Леди Гага токму со нас денеска ексклузивно за Джингл телевизија и први македонски медиум за кој дава интервју. Најпрвен добар ден, поздрав од Скопје, директно од Белград, те гледаме во моментов. Како си? Evo, dobro je, nije loše. Sad sam u nekoj pauzi između dva gostovanja. Супер. Tako da, dobro je. Јас морам навистина да ти се заблагодарам пред да го започнеме интервјуто. Навистина долго го договаравме овој интервју, но навистина ексклузивно со одличен повод за твоето доаѓање и тука во Македонија, меѓутоа и сето она што следува со тебе и твојата сензација, можам слободно да кажам. Веќе по победата на 5 март, која се случи на српскиот избор за песна на Евровизија, ти стана навистина вистинска сензација од најмладата публика па се до најстаријата, како велат, од 7 до 77 години. Како е да се носи во моментов ова името Констракта? Како е да се биде Констракта? To je dosta velika promena za mene. Pre svega ta medijska pažnja koja se desila, na koju ja nisam navikla i nisam neko ko je željan, kako da ti kažem, pažnje, pa mi treba vremena da se sklavirim šta se tu dešava, ali s druge strane drago mi je da se desila, da sam uspela skrenem pažnju na svoj rad i da je to nešto, čekaj da smirimo Roki, a Roki smiri se, da je to nešto što je skrenulo pažnju i što sad ljudi slušaju, ne samo ove pesme koje su objavljene sada, već i ono što sam radila malo pre toga. Eto, to je nešto što je zaista, kako da kažem, lepo i satisfakcija. Така, песната Инкорпоре Сано е дел од твојата компилација, односно која објавивте Триптих. Тој е еден посебен перформанс кој трае подолго нормално од овие 3 минути на оваа песна, која е дел од таа компилација. Песната Инкорпоре Сано има над 15 милиони во моментов прегледи, кои се случуваат и ќе се случуваат нормално поради самата популарност. Сега морам да те прашам, како се одлучи, што беше оно одлучувачкото од сите овие 3 песни да избереш токму Инкорпоре Сано? Pa u suštini to su pre svega bile u pitanju propozicije tog takmičenja, pošto znamo da evrovizijske pesme moraju da budu maksimum 3 minuta, znači 3 minuta ili kraće. Moje pesme su uglavnom sve duže, ova se nekako namestila i sama se prozvala da ide na takmičenje. Znaš, nije nešto što sam ja baš planirala da bude to. Така. Čekaj da skinem ja. Слободно. Od deteta što sam maznula. Кажи ми, еве го спомна Роки во моментов, јас имам секако подготвено прашање, меѓутоа бидејќи го спомна, пред самото интервју те прашав токму дали ова Роки кој го гледам и на самиот спот, па еве некако мал ексклузивитет. Ne znam da li će Roki da se dođi Roki. Ajde. Еве го Роки. Evo ga Roki, ali će uskoro i da bi obori kameru. Голем поздрав до него, ете, доволно што го поздравивме. Roki beži, Roki. Roki je lud, ali така, dobro. го гледаме и во... Ali je ljubav velika. Апсолутно, баш ми е драго и се гледа таа љубов, ја видовме и во спотот и ева ова е еден ексклузивен момент кој го видовме, ти благодарам за тоа. Токму инспирацијата на овој текст би сакале да ја дознаеме. Ти едноставно кажуваш дека не очекуваше ваков исход од целава оваа евровизиска приказна за тебе. Едноставно сакаше да се презентираш и ти, нели, нормално како име и презиме, меѓутоа, која беше инспирацијата
покрај актуелната состојба во Србија која има со здравствените книжки на уметниците, која беше инспирацијата за самиот текст на Инкорпоресано? Pa u suštini nije, da, to što se lokalno prepoznalo kao problem nepostojanja socijalnog osiguranja za umetnike u Srbiji, to jeste jedna lokalna priča, međutim nije bila osnovna namera ta. Tema odnosa prema zdravlju i uopšte atmosfere u kojoj mi živimo, ne samo za vreme COVID-a, nego i to je krenulo i ranije, nešto što mene zapravo interesuje, pogotovo kad zađeš u neke godine pa kreneš da se baviš malo više svojim zdravljem, a onda uhvatiš sebe da to odlazi negde van zdravog razuma i da si ti stalno u nekom moranju da budeš zdrav, kontrole, suplementi, dodaci, pregledi i u stvari to je na ivici neke panike i straha. I sad, COVID je samo praktično i zakucao tu brigu o telu kao nešto što je izuzetno poželjno. Pesma u suštini jeste o tome, o odnosu prema zdravlju, o toj opštoj atmosferi, nezaštićenosti nas pojedinaca, nedostatku neke možda sistemske podrške koja je praktičnija, bolja i istinitija i tako dalje. Tako da eto, pesma je slojevita, ali u Srbiji, kao što si rekao, ono što je prvo izašlo u plan jeste pozicija umetnika i njihovog zdравstvenog osiguranja. Така е, сега многу мината споредуваат за токму тебе со кралицата на светскиот перформанс Марина Абрамовиќ. Па кажи ми како ти, уметник кој потекнуваш токму од алтернативната музика, односно музичка сцена, колку за тебе значи оваа споредба? Pa u suštini ja sam svesno u pesmi referisala na njen rad umetnica mora biti lepa, umetnost je lepa. Tako da je to jedan svestan poziv na taj konkretan rad. Ono što smo mi izveli na pesmi za Euroviziju jeste mali performans, tako da u tom smislu onda postoje neke dalje veze u odnosu na Marinu Abramović. Naravno, drago mi je da ljudi to prepoznaju i da čak oni koji nisu možda, a desi se i to, čuli za rad umetnost je lepa, umetnica mora biti lepa, evo sad su imali prilike možda popularizacijom ove pesme da i to otkriju. Така, сега ти си по професија архитект, заедно со твојот сопруг. Меѓутоа морам да те прашам, покрај целава оваа популарност што имаш, од каде започна љубовта на Ана кон музиката? Кон грув стилот? Da, pa dok sam još studirala arhitekturu, u suštini sam se nekako družila sa muzičarima i dobila sam priliku praktično da tu krenem nešto da pišem, a onda i da izvodim. Oni su imali dosta dobro, Roki dođeš dole, imali su strpljenja za mene. I tako da je to krenulo još tada. Da, ja sad već imam 43 godine, tako da ta ljubav i bavljenje nekom muzikom traje već preko 20 godina kod mene. Samo što je sada se desio ta neka popularizacija onoga što ja radim. Така, ете, напомена дека веќе долги години си во самата музичка индустрија, токму и преку твојот нормално бенд, односно група Земја Грува. Токму по тоа сакам да те прашам она што за кратко време го направи како Констракта, име кое навистина во моментов многу значи. Медиумски го надминува целокупниот практично твој ангажман и сето целиот тој твој бекграунд до сега. Дали, што мислиш за моќта на Евровизија како шоу? Pa evo, pokazalo se koliko je Eurovizija moćna kao show. Mislim, mi smo 2008. i 2009. učestvovali isto na lokalnom izboru za pesmu za Eurovizije. Isti je bio razlog da nekako dođemo do ljudi i da iskoristimo te kanale promocije koju pesma za Euroviziju ima, ne bismo li pokazali ono što radimo. Sada smo iz istog razloga pristupili tom takmičenju, ali se to pretvorilo u ovo, ishod nam je poznat. I definitivno je Eurovizija moćna. Mislim, ne znam da li u ovom trenutku bih mogla da se setim nešto što ima veću promotivnu moć od Eurovizije. Така, na evropskom nivou.
Апсолутно. Да. Со оглед на тоа дека ти имаш искуство, како што напомена сега и ти, со изборот за песна на Евровизија во Србија, би сакал да те прашам токму поради популарноста на ова планетарно музичко шоу, верувам дека имаш свој и фан, односно си фан на Евровизија, имаш свој песни кои ти оставиле силен впечаток. Кои се тие? Pa da, dakle, ja nisam pravi fan Eurovizije, kao ove što sam upoznala sada na ovim pripartijima i tokom ovih priprema. Dakle, to su ljudi koji zaista srčano prate Euroviziju i znaju pozadine i tako dalje. Stvarno sam fascinirana, kako da kažem, tom njihovom predanošću. Ja ne mogu sebe da nazovem takvim fanom Eurovizije, zapravo ispratim porodično kad se desi to takmičenje, mi to ispratimo, ali to se dešava te večeri i nakon toga ne, znači nisam onaj koji prati unapred sve. Što se tiče pesama, uvijek mi je teško sad tu da izvedem. Prošle godine su mi se recimo svideli Islanđani. Uvijek tu bude nešto zanimljivo, ali nemam sad baš ono u glavi da se setim. Od ranijih radova uvijek volim da izdvojim Cukar Moreno. Pa mi smo isto kao Srbija imali zanimljive predstavnike i kao Jugoslavija takođe i pobeđivali smo. Ima tu zaista se 10 dobre pesme, ali sada me pitaš da ih nabrajim, to mi uvijek bude teško. Како тече во моментов промотивната турнеја која прави нормално РТС, благодарение на нив и го правиме нормално ова интервју? Тие се сепак нели оние кои заедно со тебе одите во Торино, Италија. Меѓутоа, во моментов тече онаа промотивна турнеја. Кажи ми, како луѓето реагираат на тебе? Еве, веќе имаше можност да одиш на Израел Колинг, кои те гледаат луѓето нормално во живо. Како реагираат и какви се нивните реакции? Tu su upravo bili ti fanovi koji su, kako da kažem, srčani evrovizijski fanovi i tako se ja iznenadila koliko oni su upoznati sa svim izvođačima i sa njihovim tekstovima. A čini mi se čak i da je naša pesma baš imala dobar prijem u Izraelu. Posle sam gledala i pri partiji u Madridu i tu su pustili naš video pošto smo mi bili sprečeni da odemo. I to je isto bilo dobro. Tako da, dobro reaguju, imam utisak da je pamtljivo ta koreografija i ta biti zdrava, to im nekako lako ide. Tako da ja sam zadovoljna. Можеме да најавиме ексклузивно токму во Македонија ќе имаме можност да те видиме во живо, токму на The Fest фестивалот, па еве што можеш вака на македонската публика да им препорачаш пред доаѓањето? Da, radujem se zato što mi ja nastupam sa Zemljom Gruva, pošto Zemlja Gruva i dalje postoji, s tim što nastupamo kao Konstrakta i nastup će biti malo drugačije koncipiran. I nekako do sada nismo imali prilike da često sviramo u Makedoniji, tako da se baš radujem tom događaju. Mi krećemo da budemo koncertno aktivni već posle Torina ubrzo, tako da se vidimo uskoro. Така е, пред самиот крај, јас морам да, со оглед на твојата популарност и тоа што навистина си оставаш сензација околу себе, токму затоа што си екстравагантна, ултра популарна во моментов и што си наш ексклузивен гостин, навистина ми беше чест и задоволство што беше заедно со нас и пред самиот крај, како што и називот на нашата емисија Showtime, токму ќе те прашам што за тебе значи зборот Showtime? A showtime je valjda onaj moment kada s jedne strane neko ima priliku da pokaže ono što jeste, što radi, a s druge strane showtime ne bi bio showtime ukoliko publika zaista ne oseti nešto i ne ponese neko iskustvo sa sobom. Znaš, ja znam da je neki show bio dobar ukoliko sledećeg dana o njemu razmišljam i sećam ga se. Tako da, eto, to je nešto. Ето, токму таква беше и нашата денешна емисија, токму заедно со тебе, Showtime специјалот посветен на Констракта и на твоето име и она што го работиш, и многу очекуваме и понатака од тебе без оглед на исходот на Евровизија и ти благодарам за ова прво ексклузивно македонско интервју. Hvala. Голем поздрав. Vidimo se. Се гледаме. Ćao. Чао.